Земјоделците мора да научат дека како поединци не можат да бидат слушнати, но наместо тоа да ги обесхрабрува, треба да се здружат и заеднички да настапат, велат од Рурална коалиција. Тоа на долг рок може да донесе и големи придобивки на земјоделието, особено во суштинските законски промени, но и за привлекување донации од странските фондови. Од тука и произлезе нашата иницијатива да се зајакнат капацитетите на локално ниво во сите плански региони во делувањето на земјоделците здружено. Затоа што на таков начин многу поголеми се поволностите, се создава една критична маса која што ќе има многу големо влијание или поголемо влијание и во донесувањето на одлуки како на локално ниво, така и на национално ниво, ако се делува здружено. А ваквите мерки пак овозможуваат јакнење на нивните капацитети, меѓутоа истите не се доволно искористени. Како причина на тоа, за таквата состојба се наведуваат дека и немаат информација, и тоа, ова е пета поред тркалезна маса која организираме, тоа и низ дискусиите се покажа дека е така. Немаат доволно информации за за тие мерки и како истите да ги искористат. И токму преку овие тркалезни маси, на тој начин сакаме да ја зајакнеме свеста, меѓутоа и да ги информираме земјоделците за постоењето и за можностите преку овие мерки и секако за нивно поголемо искористување. Еден од клучните проблеми според истражувањата на Рурална коалиција е немањето доволно информации во овој сектор. Земјоделците кои што најголемиот дел од времето се запатени со своите секојдневни обврски, немаат време да се информираат за тековните промени на пазарот, но и во законските одредби, поради што повторно се наметнува потребата од здружување заради застапување и лобирање на нивните права. Рурална коалиција најавува средби со земјоделците на територијата на цела држава и поттикнување на организирање на воземјоделски здруженија.